Союзот на синдикат на земјоделски производители од регион Струмица реагира по повод вчерашните изјави на двајцата представници од локалните здруженија од Струмичкиот регион. Имено, на медиумите во текот на вчерашниот ден, двајцата представници на земјоделските здруженија дадоа изјави што не кореспондираат со интересите на самите земјоделски производители. Имено, со кое право и во кој временски период после изгласувањето на доверба или на недоверба за закон во парламентот во рок од 40 минути или уште помалку, мислам дека беше 30 минути, го собраа своето членство и се консултираа со своите членови и донесаа одлука која што беше кажана во медиумите, дали позитивна или негативна. Меѓутоа, ние реагираме како може, наместо да ги штитат интересите на тие граѓани кои што се членови на тие здруженија, тие да штитат интереси на одредени политички партии. Ние, како Сојуз на синдикат на земјоделски производители, немаме против да штитат интереси на одредени политички партии, ако претходно излезат во јавноста и дадат согласност или подршка дека ја поддржуваат политичката опција на одредена политичка партија, дека ги штити интересите на самите земјоделски производители. Втората реакција се однесува во доменот како може, во доменот на реакција на владата, како може представниците на владата, тоест представниците на Министерството за земјоделие, да ги бираат своите консултанти во донесувањето на стратегија, тоест одлуки на закони што се однесуваат од самата сфера на земјоделие. Имено, при изјавата на еден од дебатантите беше спомнато дека најмногу критикуваат бидејќи и тие самите учествувале во носењето и стратегијата на тој закон. Сега се поставува прашањето, дали само дел од представниците на земјоделците треба да учествуваат во креирањето на политиката во земјоделието или треба да бидат повикувани сите легитимни представници на земјоделските производители. Поготово што се однесува до Сојузот на синдикат на земјоделски производители, кој е представник на 12 здруженија и преку 1000 членови, тоа е земјоделски производители. Вчера представниците на другите здруженија реагираа на недонесувањето на законот. Каква е вашиот став како Сојуз на земјоделски синдикат во однос на причините за недонесувањето на законот, бидејќи не само СДСМ кој гласаше воздржано, туку и беше против, и што конкретно се држеше тој закон и зошто ето таму изгледа дека со тој закон се скажени многу права на земјоделците? Бидејќи целосно не сме информирани како Сојуз на синдикат што содржи самиот закон, меѓутоа следејќи дебатата во дел од дискусиите на самите пратеници, мислам дека не се согласувам со вчерашните критичари кои се противат на недонесувањето на законот во земјоделието, бидејќи од страна на опозицијата мислам дека беше една добра работа спомнана за земјоделските производители, работа што и самите дискутанти вчера не треба да имаат против, бидејќи самата опозиција предлагаше амандмани во кои се бараше од владата една транспарентност во распределбата на самите субвенции. Мислам дека самите земјоделски производители се должни да добијат информации од владата колку пари се распределени во годинашната распределба на самите субвенции за земјоделските производители, и што е најжалосно, бидејќи поголемиот број на земјоделски производители имаат добиено субвенции, но жалосно е што самите земјоделски производители и самите не знаат од која ставка им се добиени субвенции. Конкретно, не знаат во кој дел од растителното производство се однесува сумата на добиените субвенции. И мислам дека во поддршката на овој амандман ништо немаше лошо за самите земјоделски производители. Деленето на субвенциите за земјоделци, тоа е една, да кажеме, од корист за земјоделците. Меѓутоа, јас сум против околу деленето на субвенциите што не се делат равноправно на земјоделците. Бидејќи земјоделците се ценат, да кажеме, оценуваат на наши и ваши. Многу луѓе
или повторно земјоделци немат добиено субвенции, бидејќи се земат, да кажеме, по политичка и се меша тука политиката. Тоа не треба да се меша политиката, бидејќи субвенциите или овој министер или овие пари што се определени за земјоделците треба да ги прима секој земјоделец, па било која политичка партија. Тука не треба да се гледа тоа. Субвенциите не се делат правилно и јас мислам тука е најголемата грешка на Министерството за земјоделие, кој субвенциите ги добиват овие луѓе кои не ги работат површините и имат големи површини земено под концесија, а не ги посадуват со одредени култури, а земат субвенции. Тоа е најголемата грешка, а стварно овие што треба да земат, не земат. Какво стават на вашето издружение, подносно тоа што се случува со закон? Ви сега, јас мислам тоа што се случува за законот не е наша работа, тоа има политичари за оваа работа да ја решават. Тука што се мешат одредени луѓе у овие донесување на закон, тоа не би требало да